Не им е лесно на самохраните родители, кои имаат сериозна задача како да ги подобрат нештата или постават на вистинската насока. И треба да работат на себе, како што јас сум работел на себе. Сум сватил дека некои нешта веќе и повеќе зависат од мене и сум се реорганизирал со помош на одредени блиски личности. Сум почнал да ги развивам нештата првично во насока на мирот. Затоа што гледате, првиот и најглавен проблем е здравјето да се сочува, мирот да се постигне и екзистенцијата се обезбеди. Понекогаш екзистенцијата не се обезбедува така лесно кога е самохран родител, затоа што се делат нештата и еден треба најчесто да ги понесе товарите. Но тој поглед и мене не ми било лесно, затоа што и сум работел во Нова Македонија пропадна, дојдоа некои други ветришта, некаде сум работел хонорарно, добро е што сум астролог, па сум изработувал натални карти. Видете, најтешкото е кога деца треба да отидеш, да однесеш, или да ги видиш и тие после само да те довикуваат чао, чао, тато и така натака. Значи, тоа е кога се одвојуваше болката. Затоа што кога не си со децата е поголема болката, а кога ти се децата тука, по мене е поголемо задоволството. Значи, гледате, обврски со деца, школо, да ги прехраниш, да им купиш гардероба, да ги упатиш и ред аспекти околу деца. Ама, ајде ставете на кантара одвојување од деца тогаш кога си одиш од посетата. Че тоа е многу пострашно. Че тука можеш да паднеш од емоционално, ама пак ќе речеш, дај да се соочам со тематиката. Дај да видам што можам да подобрам. И тогаш работиш на подобрување. И еве, она што рековте. Ниту е алиментација битна, ниту доток на пари. Битно е колку ние се подпираме на самите себе си.